Ангел вопиёше, благодатный, чистая Дево, радуйся, и паки реку радуйся, Твой Сын воскресе, тридневен от гроба, и мертвия воздвигнули, люди веселитеся, светися, светися, нови Иерусалиме. Слава Богу Господня, на Тебе восия. Ликуй и ныне, и веселися, Сионе. Ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстани Рождества Твоего. Овие песнопенија црковни и се посветени исцело на Света Богородица, чиј култ во православието е на највисоко ниво. Јас сум роден во град Струга и уште како дете сум пројавувал љубов кон црковната музика. А Струга е во близина на Охрид, каде било седиште на Охридската архиепископија, каде се гаел култот на Света Богородица, како и на Свети Климент и Свети Наум. Црковната музика во Охридската архиепископија била на многу високо ниво и од тука низ целата нејзина територија се пеело византиски, односно македонско-византиски, бидејќи била примена премисата од македонскиот мелос и во црковното пение. Јас сум ги слушал во град Струга од старите свештеници и старите псалтови. И како дете, по идањето во битолската богословија, каде се учеше Мокрајнчево пение, јас и понатаму останав да го следам византиското, македонско црквено пење. Првите пеење на словенски јазик во богослужбата ни словенските народи на Балканот
je vršile braćata Kiril i Metodij. Особено Константин Кирил бил мощно надарен како музички деец. На високата школа во Цариград, покрај другите науки, тој ја изучувал и музиката и се јавува како автор на повеќе музички творби, меѓу кои најпозната е химната во чест на Климент Римски. Меѓутоа, најголемата духовно-световна фигура во Македонската православна црква и нејзин заштитник, свети Климент Охридски, ги прави првите значајни чекори во развојот на црковното пеење во Македонија. Неговата активност во рамките на Охридската школа за образование на свештеници и за описменување на народот била насочена и кон оспособување на црковни певци кои според својата подготвеност и музичка надареност биле рамни на грчките. Неговите заслуги на ова поле се огромни. Освен подучувањето на своите ученици на псалмопоенија и на пеење на молитви, свети Климент Охридски ја снабдувал Македонската црква и со псалмоподобни напеви во чест на светците и Марија, го пренел пеењето во писмена форма, со своите подучувања за воскреснувањето, тој подвлекувал дека херувимската песна се пее едногласно, а на македонската црковна музика и го дал и првиот Пентикостар, односно зборник песни што се пеат во времето од Великден до Духови. Музичката активност на свети Климент Охридски представува само еден дел од неговата непроценливо од значење мисионерска и просветителска дејност на територијата на Македонија. Меѓутоа, со пропаѓањето на Самуиловото царство се прекинува и континуитетот на создавање музички творби на словенски јазик. Во богослужбата на Македонската црква грчкиот јазик се воведува како службен. Ова повторно византиско освојување на македонскиот простор е проследено со големи и значајни културни активности, а доказ за тоа се се уште зачуваните музички ракописи кои до ден денес се чуваат во Народниот музеј во Охрид. За овие раритети голем интерес пројавиле познати светски имиња во областа на византиската музикологија, како што се Жан Батист Тибо, Оливер Странг, Константин Флорес и други. Уште еден битен момент од развојот на црковното пеење кај нас е врзано со името на Јован Кукузел. Од некои најнови истражувања на наши истакнати музиколози дури се предпоставува дека тој е роден во Македонија во село Жировница. Меѓутоа, од досега утврдените историски извори дознаваме дека тој е словен од Драч и живее во периодот од 12 век. Извонредно музички и гласовно надарен уште од најраното детство, Јован Кукузел бил однесен во Цариградската музичка школа, каде станал омилен пеач на царскиот двор и го добил прекарот ангелогласни. По природа мошне скромен, тој плашејќи се од луѓето и одбегнувајќи ги нивните додворувања и пофалби за неговиот талент, го напуштил Цариградскиот двор и речиси побегнал на Светагора. Во Светогорските лаври се пријавил како овчар. Според пишаните извори и устните преданија, монахот Јован Кукузел мошно оддано му служел на Бога. Во 2 наврата, како награда за неговото доследно и спосничко однесување, му се јавила Пресвета Богородица. Умира во 12 век, а на македонската музичка култура и оставил еден од своите непроценливи по вредност музички ракопис кој денес се чува во Народниот музеј во Охрид. Јас се викам Исмаил Кукули од село Жировница. Презимето го имаме од малото наше се вика Кокуловци. И веројатно од тој име го имаме презимето Кокули. Ме прашувале мене и порано за оваа работа и за Јован Кузевски. Ние за тоа ни порано јас сам чул и ја не знам и зашо сме се менавале и презимината се менавале, али останало само Кокуловци поради малото што се вика Кокуловци. Тебе
Во Охрид, лулката на словенската писменост и култура, во 1829 година се родил Јован Хармосин Охридски. Основното образование го завршил во Охрид, средното во Битола и Цариград, а студирал на Филозофскиот факултет во Атина. Уште како студент пишувал и објавувал поезија, а со својот современик поетот Глигор Прличев го редактирал списанието Сфинкс. По завршувањето на студиите се вратил во Македонија и до 1873 година тој живее мошне повлечен монашки живот во манастирите Свети Јован Бигорски и Света Пречиста. Таму работел на остварувањето на својата замисла, да го обнови македонското црковно пеење кое влечело корени од Климентовата школа. За оваа цел тој собирал и устни преданија низ македонските села и градови. Судрувајќи се со материјални тешкоти и при печетењето на своите дела, тој го напуштил монашкиот живот и заминал во Бугарија, каде се вработил во Пловдивската гимназија како наставник по пеење и веронаука. Набргу потоа бил назначен за секретар на Пловдивската митрополија и на оваа служба останал се до својата смрт во 1890 година. Јован Хармосин Охридски е еден од ретките композитори, преродбеници, кој преку своето дело го одразува својот став за македонското црковно пеење, како одраз на неговото потпирање врз црковната музичка традиција од Македонија, зачувана преку устните преданија. Струга, градот кој најмногу гравитира кон Охрид, во годините на големата македонска преродба бил исто така рассадник на македонски црковни дејци кои инсистирале на македонско црковно пеење. Меѓу позначајните имиња кои дале свој придонес во оваа област бил и Дионисије Поповски. Духовна академија завршил во Цариград, службувал во Струга, а подоцна се преселил во Бугарија, каде што го завршил и својот живот. Неговиот гроб се наоѓа во близината на Рилскиот манастир, каде ги поминал своите последни монашки години. Во 1873 година, пред заминувањето за Бугарија во родната Струга, работел како свештеник и го напишал музичкото дело Господи возвах, на кое е ставен и неговиот потпис. Ракописот е најден во домот на Ристо Поповски во Струга во 1975 година. Овој инструмент, според нашето сознание, потекнува од семејството Миладиновци. И мислиме дека уште од Наум Миладинов, а дедото на мојата супруга, Мирослава Поповска, е внука од Дионисије Поповски. А Дионисије Поповски, свештеникот архимандритот, тој е внук од сестра на браќата Миладиновци, тоа значи дека е внук и на Наум Миладинов. Со овој инструмент предпоставуваме дека се служеле Миладиновци, Наум Миладинов. Меѓутоа повеќе било служено и користено од Дионисије Поповски, кој според нашето сознание бил музички доста обдарен, служејќи се и со податоците на Сотир Голабовски. Овој инструмент, на жалост, последните години беше 14 на 15 на години беше зафрлен и претеше опасност од негово уништување. Благодарение на одредени сознанија, овој инструмент е запазен. Го донесовме тука во Скопје, го сочувавме во истата состојба како што го најдовме, со малку исчистување, со тоа што треба да најдеме соодветно стручно лице кое ќе може на одреден начин да го одгонета времето на производството, за да може да се утврде и неговата припадност. Мислиме дека овој инструмент има одредена вредност и треба да припадне на таа институција која ќе може како историја не само на музиката, туку историјата на македонскиот народ. Со оглед да Дионисије Поповски во кондиката на Снегаров, на Струшката црква Свети Ѓорѓија, се спомнува како свештеник во Струшката црква Свети Ѓорѓија уште во 1896 година до 1912 година,
Тоа значи дека Дионисije Поповски на одреден начин учествувал и во бурните настани на подрачјето на Македонија и во деновите на Илинденското востание. Според наши одредени сознанија, Дионисije Поповски е служел во одредени манастири во Бугарија, а повеќе во Драгачевскиот манастир во околината на Софија. На тоа подрачје постојат и некои слики за него кои се изработени од соодветни еминентни тогај бугарски сликари. Постојат и одредени документи, меѓутоа нажалост тие не се достапни, иако семејството на Поповци и јас како нивни зет настојавме да ги откриеме одредени сознанија и вистина на Дионисije Поповски како значаен на музиката, на црковното и другото творешто на подрачјето на Македонија и како одредена историска личност, која неговото место и улога морал да го имат во Илинденското востание и историјата на македонскиот народ. Најстариот зачуван учебник по црковно нотно пеење кај нас е учебникот чиј автор е Наум Миладин од Струга, најмалиот брат од познатото семејство на Миладиновци. Учебникот кој потекнува од 1843 година е пронајден во овој град и се претпоставува дека денес се наоѓа во личната библиотека на граѓанинот Петар Чакар од Струга. За жал не ни беше овозможено истиот да го снимиме. Наум Миладин е роден 1817 година и уште како дете пројавил особен интерес кон музиката и црковното пеење. Кога престојувал во Дурос, Албанија, каде што бил вработен во една италијанска фирма, од тамошните италијански музичари бил забележан како особен талент и тие му овозможиле да се зафати со мелографска дејност. Слично нешто доживеал и во Јанина, каде што како ученик во Јанинската гимназија настапил на една приредба во чест на Јанинскиот митрополит. Одушевен од неговиот глас и талент, Јанинскиот митрополит лично се зазел Наум Миладин да биде испратен на музичко школување во Високата духовна академија во Цариград. По завршувањето на академијата се зафатил со пишувањето на првиот македонски учебник по нотно црковно пеење. Во Охрид тој ја формирал и првата засега позната школа за изучувањето на музичката писменост, а неговиот учебник бил употребуван како базична литература. Уште едно за сега помалку познато име од Струга е врзано за музичката дејност од времето на преродбата на македонскиот народ. Тоа е Ѓорги Поп Христо Икономов, исто така од Струга, кој воедно бил и зет на Димитрија Миладин. Икономов бил наставник по музика во Грчко училиште заедно со Кузман Шапкарев и еден од најзаслужните македонски дејци кои се бореле за воведувањето на македонскиот јазик во наставата низ училиштата во Струга. Во 1863 година тој формирал и црковен хор на градот, со кој постигнал големи успеси заради тоа што песните биле изведувани на македонски јазик. Од него има зачувано само еден ракопис кој денес се наоѓа во Народната и универзитетска библиотека во Скопје. За едно од најголемите и најзначајните имења во областа на македонската црковна музика, за Крстан Санџаковски, ќе му дозволиме да зборува неговиот внук од Струга. Пред да започнеме да глаголиме за животописот на високопреподобниот архимандрит Калистрат Зографски, би сакал да се представам како негов правнук. Се викам Стефан Санџаковски. Човек кој што го представува семејството во чии недра се изнедрил многу почитуваниот архимандрит Калистрат. На самиот почеток логично е да се зборува за неговото рождество во градот Струга и во пазувите на нашето собствено семејство. Меѓутоа, да се зборува за точниот датум
на неговото рождество е невозможно, зашто ни во еден пишан документ не ни е оставен како таков. Исто така, невозможно ќе биде во детали да се зборува за неговото рано детство. Меѓутоа, би спомнале дека отецот Калистрат Зографски, како мирјанин, го носел името Крстан и презимето на нашето семејство, Санџак. Негови родители биле Стојан и мајка му Благуна, луѓе кои што во Струга се населиле од Драч. На самиот почеток името на градот Драч не наведува на врската со еден од најголемите музички дејци на византиската црковна музика, свети Иоан Кукузел, кој што според агиографските извори е роден токму во тој град. И покрај тврдењата дека се работи за извонредно школуван човек, не че можеме прецизно да ги посочиме сите оние школи кои што тој през својата младост ги поминал и ги завршил. Познато ни е дека архимандритот Калистрат пред своето монашење работел како учител, меѓутоа неговото учителствување не е врзано само за градот Струга, зашто постојат документи кои што ни даваат до знаење дека не ретко патувал и по другите македонски градови, дури и во Источна Македонија. Во еден од тие документи се вели дека бил наставник во Струмица. Меѓутоа, неговиот период на учителствување е тесно врзан за еден сосема специфичен период, својствен за сите наши македонски духовни и интелектуални препородители. Имено, сите тие на самиот почеток биле луѓе кои што поминале низ грчки училишта и заради што во голема мера на духовен и интелектуален план асимилирани. Нивното гаркофилско чувство било изразено. И тоа траело се до чудесната средба со еден од најумните руски историософи Григорович, кој што при посетата негова на Македонија, среќавајќи се со нашите културни дејци и препородители, како што бил, например, Григор Прличев или браќата Миладиновци од Струга, предизвикал нивна духовна, интелектуална и во секој случај етничка метаморфоза, зашто нивното гаркофилско чувство било преиначено, преобразено во словенофилско чувство, во чувство и во свеста за нивната словенска припадност. Патем ке спомнеме дека учителот Крстен Санџак, бавејќи се со педагошко-просветна дејност, се бавел со два предмети кои што ќе го пратат през целиот негов живот. Едниот од нив е старогрчкиот јазик, а другиот е црквеното словено-византиско пеење. И на двете полиња, отпосле преподобниот монах Калистрат ќе го вложи целокупното свое битие и сите оние плодови кои што ќе се породат од таквиот негов начин на живење и творење, ќе постанат камен темелник за целокупната наша духовна, културна традиција, со самото тоа ќе постанат една златна нишка и продолжеток на оние цивилизацијски текови кои што нашето словенско битие
ќе ги прими и ќе ги однегува од денот кога ќе му припадне на Христа Бога, од оној ден кога ќе биде христијанизирано. Најсветата лавра на Свети Георгиј Кападокиски, така наречениот манастир Зограф, е сограден благодарение на ктиторската дејност на браќата на Самуил, заради што ние македонците со право можеме да го сметаме за наш манастир. Дедо Калистрат не случајно се одлучил да остане во тој манастир после еден период на искушенички живот во истиот, зашто токму во тој манастир дедо ми Калистрат можел да се вклопи во сите оние чудесни струења познати под името како славенофилски движења и како такви породени токму во тој манастир. Макар да главната цел и смисла на одењето на високопреподобниот архимандрит Калистрат во манастирот Зограф не бил етничкиот момент во неговиот живот, туку насоченоста на неговата љубов, на неговиот ерос кон есхатолошките димензии на поетски надахнато наречениот Ден 8 од Царството Божие. Сепак, тој перивој на Пресвета Богородица, на отец архимандрит Калистрат Зографски, ке му овозможи едно чудесно творештво на филолошки и музички план. Че треба да спомнеме дека отецот архимандрит Калистрат бил извонреден познавател на класичните јазици, особено на староелинскиот јазик, односно средно-византискиот јазик на големите отци учители на црквата Христова и црквено-словенскиот јазик. На тој план отецот архимандрит Калистрат ни дал многу и не задолжил многу, зашто во манастирот Зограф формирал преведувачко-калиграфско училиште, во кое што се преведувале древните литургиски текстови. Самиот отец Калистрат Зографски ни превел неколку драгоцени литургиски текстови од старогрчки на црквено-словенски јазик. Би ги спомнал литургиските текстови и службите на Свети Климент Охридски, на Свети Наум Охридски чудотворец, на светите седмочисленици, како и службата на Свети Унуфри Габровски. Грчките оригинали отец архимандрит Калистрат ги наоѓал во познатиот Москополски кодекс на литургиски текстови, чиј автор е познатиот Григорий Мосхополит. Патем ќе спомнеме дека тие преводи на отец Калистрат се првите преводи од старогрчки на црквено-словенски, на луѓе кои што се сосема наши, зашто се работи за нашите духовни патријарси, Свети Кирил и Методи, Свети Климент Охридски и Свети Наум, кои што до дедо Калистрат практично останале неупотребливи заради неможноста со тие текстови нашиот народ да се служи во превод. Меѓутоа, отецот архимандрит Калистрат, покрај дарот за класични јазици, го поседувал до суптилности развиениот дар за музика. На тој план, отец Калистрат се пројавил
како свет автор и креатор на бројни оригинални музички списи, а меѓутоа во исто време како одличен познавател на древните музички рецензии на елино-византиското црковно пеење, бил во состојба да врши транскрипција, а на древните текстови, пишувани на постарите музички рецензии, понашувајќи ги на музичките рецензии кои што му соодветствувале нему и на неговата епоха. Својот плодотворен живот го завршил како настојател на големата Зографска лавра во 1914 година. Желбата да му се приближиме и уште повеќе да го спознаеме човекот и личноста чија крв и тело го носиме и чиј дух провејува и не искајува нас, неговите потомци, неминовно не одведе до манастирот Зограф, сместен во пазувите на најчудесниот богородичен перивој. А братството на манастирот Зограф не пречека како најсвои, тврдејќи дека во манастирот Зограф имаме наше парче, едно парче на манастирот кое што и припаѓа на нашата фамилија. А ни беа откриени сите ризници на манастирот, почнувајќи од соборната црква на Свети Георгиј Кападокиски, преку библиотеките до костурницата во која што се наоѓаат чудесните свети и просветени од Светиот Дух мошти на сите генерации зографски монаси. А токму во таа просторија требаше да се оствари најчудесното наше сретение со дедо Калистрат Зографски. Во подземните простории на Зографската костурница имено се чуваат посмртните остатоци, поточно моштите на дедо Калистрат. Најпрво дојдовме во сретение со неговиот череп, врз кого се испишани многу важни податоци од животот на отец Калистрат. За голема жал, тие веќе во голема мера беа избледени за да ни бидат во потполност достапни. Меѓутоа, еден од битните податоци врзан за неговиот живот е и годината на смртта. 1914 година и местото на раѓање Струга. Отпосле посетата на костурницата и тоа на некој начин живо сретение наше со личноста на дедо ми Калистрат, имавме можност за високо преподобниот Калистрат Зографски да чуеме бројни искази, живи сведоштва за неговиот живот врзан за таа голема светиња. А најпрво чувме дека отец архимандрит Калистрат бил најомилениот духовник во манастирот Зограф, во чии раце биле поверени душите и животите на најмалку 150 зографски калуѓери. При една посета на Вселенскиот патриарх на манастирот Зограф, дедо ми Калистрат го придружувал, разговарајќи со него со еден многу висок и истанчен стил, кој што оддавал виртуозно познавање на старогрчкиот и новогрчкиот јазик. Вселенскиот патриарх, зачуден од убавината на грчкиот јазик што
отец Калистрат го однегувал, а му се обратил со зборовите: Оче Калистрате, а се мислам дека сте грк. Но и доколку не сте, а во секој случај постои некое семе грчко во вас. А дедо ми Калистрат му се обратил на тој начин, што му рекол дека и кога би знаел дека во неговата брада има макар едно грчко влакно, би го скинал и би го фрлил. Од оваа анегдота не би сакал да се извлече погрешен заклучок, зашто не се работи за еден непремостив етнофилетистички амбис. А тоа ни сведочи и фактот што токму елините на отец Калистрат че му ја понудат митрополитската катедра на Тесалиската епархија, една од најугледните елински епископски катедри. Меѓутоа, отец Калистрат одбил од смиреност. За дедо ми Калистрат се врзани уште многу други сказанија и собитија, чуени од зографските монаси, но јас би спомнал уште две. Во Протатската црква во Кареја, ниедна од светите богослужби не била возможна без присуството на дедо Калистрат. Тој со својот ангелогласен музички јазик ги толкувал литургиско-богословските содржини, на тој начин што се служел со литература напишана на грчки јазик, меѓутоа пеејќи симултано старогрчките текстови ги преведувал, поточно ги понашувал на црквено-словенски јазик. Исто така се вели дека неговото ангелогласно пеење било проследено со солзи од страна на зографските поклоници. Како знак на благодарност, при нашата посета на манастирот Зограф, зографските монаси посакаа на нашето семејство да му подарат два оригинални музички списи, забележани со раката на високопреподобниот архимандрит отецот Калистрат Зографски. На тие два списи е забележана композицијата Достојно ест. Тие два списи се наоѓаат во нашиот дом, со цел да го будат, непрестано да го будат памтењето на тој духовен колос и наш семеен духовен патриарх. Овој наш исказ за високопреподобниот архимандрит Калистрат би го завршил со повикот, на музички план да и се вратиме на таа чудесна, древна и, што е уште поважно, автохтона музичка традиција и пракса, која што се чини во овие наши денови како да е изгубена, како да ја нема, со исклучок на неколку трудови, со исклучок на неколку научни анализи направени од страна на неколку наши универзитетски професори при Музичката академија во Скопје. Би го спомнал професорот доктор Сотир Голабовски и професорот Ортаков, Драгослав Ортаков. Красоте действа Твоего и пресветло и чисто те Твоей, Гаврил дивися, вопияше Ти, Богородице, кую Ти похвалила
hvalu prinesu dostojnuju. Stože vozi me noju tja, ne doumijevaju i užasaju sja. Tjem že jako povelen bih vopiju ti. Raduj sja blagodatna ja,